Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто се јавува жолтица кај новороденчињата? Како да се препознае бебето со жолтица? Дали му е жолта само кожата или пак и сузокожите? Имаат ли пожолтени белки во очите? Што е тоа продолжена жолтица, како се лекува и постои ли причина за загриженост кај родителите? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Сами Бајрами, педијатар од клиничката болница Тетово од одделот за неонатологија. Професоре, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ден, најдов. Благодарам за поканата да учествувам во вашата огледна телевизија и емисија. Истовремено една голема благодарница до вас за упорноста, за сеопфатно информирање на јавноста за сите проблеми во здравството. Впрочем, поминавме еден многу тежок период, па сега можеме малце да зборуваме и за тие болести што, да кажам, имат некој хроничен тек, или да можеме да збориме во поладна и посмирена атмосфера од разлика од тоа што поминавме скоро 2 години. Хроничен во кој што бевме 2 години, малце да веруваме дека тоа веќе помина и да зборуваме за некои работи, некои проблеми што се во здравство, да кажам, со децении, со години и кои ги загрижуваат родителите, особено новороденчињата. Така да, уште еднаш благодарам и еден голем поздрав до гледачите на Телма. Еве, јас ке ви се заблагодарам и што после дежурство од Тетово дојдовте во Скопје во студиото на Телма. Професоре, се случува често новороденчињата да добијат неонатална жолтица. Вие лекарите велите тоа најчесто е физиолошка жолтица. Што тоа значи физиолошка жолтица? Жолтица спаѓа во неонатологијата, спаѓа во една од 5 присутни болести, да кажам болести, не појави, него болести. И низ години кај нас е една од најчестите, мислим тоа во 5 најчести во светот воопшто. Меѓутоа кај нас е една од, да кажам, секојдневно се соочуваме со новороденчиња што имаат неонатална жолтица или иктерус неонаторум. Како да се препознава, зошто се случува неонатална жолтица? Мислим, што е причината што имаме жолтица? Да се јави зошто се јавува кај новороденчињата жолтица? Реков дека една од 5 патологии што е присутна покрај асфиксија, РД синдромот, инфекциите и така натаму, жолтицата е многу присутна кај новороденчиња и на некој начин во поголем дел го сметаме и како физиолошка појава, како нормална појава кај веćина од новородените. Статистички жолтица се појавува кај 50, скоро 50% од сите новородени и кај 70% или 70% и кај сите прематурни, односно предвремено новороденчиња. Така да е една од многу честите појави и кај нас на одделение, меѓутоа и воопшто во светот. Во основа, што е причина зошто имаме жолтица кај новороденчиња? Имаме жолтица, значи, како дефиниција, жолтица е жолта пребоеност на кожа и слузници со покачена вредност на серумскиот билирубин кај новороденото. Зошто тоа се случува кај новородено? Да имаме појава на жолтица. Тоа како едно објаснување без медицина, како во одреден момент кога имаме многу вода и во момент кога таа многу вода може да прави проблем и во моменти кога имаме многу малку вода, истото прави многу проблеми. Така да и жолтицата на тој начин може да се објасни многу просто зошто се појавува. Значи имаме во одреден момент преголемо излачување на билирубинот. Од црниот дроб? Тоа е пигмент, значи билирубинот се ствара од разградување на еритроцитната клетка, значи 80% тоа е, да кажам, од еритропоетно потекло и 15 до 20% е од нееритропоетно потекло. Значи, тоа што е од еритропоетното потекло, тоа значи дека
еритроцитната клетка во основа, во својата задржина го има хемот, и тој хем се разградува и во циркулација, значи имаме еден поголем проток на вредности на билирубинот. Тој билирубин, што е во поголеми вредности по циркулација, значи знае да дава жолтица, значи на кожата. Впрочем, кожата е најголемиот орган во организмот, нормално и на склери, меѓутоа на кожата, значи имаме едно жолто пребојување на кожа. Тој поголем проток на тој пигмент на билирубинот, нормално треба организмот да го конјугира, значи да го врзува. Така врзан, значи има еден процес како зинџир што иде, врзан, значи конјугацијата е еден процес, динамичен процес, каде што учествуваат црниот дроб, цревата и нормално преку уринарниот тракт во форма на уробилиноген, тој билирубин треба да се елиминира и преку стеркобилин од организмот надвор. Така да тој билирубин што е конјугиран, треба по тој систем преку врзување на ензими и преку врзување на албумини во циркулација, треба да се врзува, да се конјугира во црниот дроб, преку дуктуси, значи преку канали на дуктус коледокус, значи поминува во црева и на тој начин се елиминира од организмот. Го кажав во почеток тоа символично, значи значи во имагинација да имаме еден процес на многу вода, значи да се случи појава каде што тие канали во некоја голема нива се отворени и водата, значи колку и да има вода, таа вода ќе тече и нема да створи никаков проблем. Меѓутоа некогаш имаме и многу малку вода и некоја голема, значи многу малку дожд, а тие канали да се затворени, значи водата ќе направи многу голема штета. И овој систем е символично некако така, значи тие канали, значи дуктус коледокус, хепарот, значи процесот на конјугација во хепар, значи таму кај што се прави конјугацијата во хепатоцити, значи сите тие канали треба да функционираат перфектно, за да тој процес што е многу динамичен, значи во некои одредени ситуации, каде што има ситуации каде што организмот попушта повише, значи пигмент, билирубин, и имаме истовремено поголемо разградување на еритроцитна клетка, значи да сите тие канали бидат отворени за да имаме еден многу добар проток на циркулација на значи на тој билирубин што треба да биде конјугиран. Нормално во циркулацијата еден молекул на албумин, значи знае да врзува, значи има функција да врзува два молекула на билирубин. Тука има еден многу современ, значи многу современ механизам на функционирање, каде што тој преку своји ензими и преку албумини, значи го зема слободниот билирубин, неконјугираниот, го носи во црниот дроб, преку канали во црева и се елиминира во уринарниот тракт во форма на уробилиноген. Сега, зошто имаме разградување, зошто имаме повишок ниво на билирубин во организмот, кога нас тоа не ни треба? Значи, што се случува за да имаме? Значи, зошто новороденото има? Го спомнав погоре, значи 80% од зошто имаме разградување на еритроцитот. Значи, тоа е еден процес што се случува кај одредени новородени, меѓутоа не значи дека кај сите имаме толку многу разградување на таа клетка, за да имаме многу висок ниво на билирубинот. Има одредени ситуации, пример каде што имаме инкомпатибилности, значи АБО и РХ инкомпатибилност. Тоа значи кога некомпатибилност има на крвната група помеѓу мајката и бебето. И новороденото и обично која комбинација и РХ факторот. Значи тоа значи дека мајката која крвна група би требала да е за бебето да има проблем? За да има бебето жолтица. Мајката треба да биде нулта. А бебето? Бебето А и Б. Аха. Или во ситуација каде што мајката е РХ негативна, но бебето е РХ позитивно, или таткото е РХ позитивно, и во тој случај новороденото може да појави неонатална
жолтица. Во Од тој било случај тоа која е форма. физиолошка жолтица или е патолошка? Тоа може да е во двете варијанти, и физиолошка и патолошка, меѓутоа процесот зошто имаме разградување, што се случува? Значи во тие моменти на инкомпатибилност на РХ и АБО, значи еритроцитната клетка се разградува. Мајката што има, значи со првото дете, мајката не создава неонатален иктерус, него го создава со второто. Значи со второто дете. Што се случува? Значи ако детето е РХ позитивно, во кај новороденото, значи во интраутериниот период, значи додека бебето е уште во стомакот, значи имаме антигени, значи што се викаат антиген Д. И нормално во таа ситуација мајката создава антитела кои во наредната бременост ќе создадат проблем. Ќе создават, значи тие антитела го напаѓаат еритроцитната клетка и директно го разградуваат, и нормално со што повисоко или повише разградување, значи имаме и покачување на нивото на хемоглобинот на билирубинот во серумот на новороденото. Меѓутоа има и други ситуации каде што имаме разградување, значи покачување на вредноста на билирубинот. Тие се ситуации на инфекции, ситуации на стимулации на породување, имаме одредени други ситуации кај новороденото. Повреда, например, повреда на, значи повреда хематом, на ако се јави, то може хематом, да доведе. капут сукцеданеум, кефалхематом, тие се некои се нарекуваат као породилни повреди, меѓутоа тие капут сукцеданеум, тоа надовод може да се случи и без стимулација и без ништо, така да и во тие ситуации може да имаме исто така покачување на вредности на билирубинот во крвта, значи во серумот на новороденото. А зошто велат дека физиолошката жолтица е проблем на доените бебиња, но оние кои што се хранат со мајчино млеко? Се јавува ли почесто овој проблем кај нив? Трае ли подолго? Во принцип, жолтицата е од неколку вида. Тоа што се вика иктерус прекокс, тоа е рана, значи првите, значи или иктерус гравис е ризична, тоа е значи жолтица што се појавува првите 24 часа, и физиолошката жолтица која се појавува од третиот па натаму, значи во периодот. Поризична, попатолошка е иктерус, значи жолтица што се појавува првите 24 часа, тогаш имаме еден, да кажам, лош знак или лош сигнал дека имаме едно поголемо разградување или една поголема хемолиза на еритроцити, и тогаш ситуацијата не е баш како што треба, и треба поголемо внимание, испитувања и така натаму. За разлика од физиолошката, каде што или имаме една жолтица друга, доенечка жолтица, која знае да се појави втората или третата недела, и имаме една жолтица пролонгата, значи продолжена, која може да трае до третиот месец. Овие жолтици во принцип лактативната, продолжената не се патолошки, значи не се многу ризични, за разлика од иктерус прекокс или иктерус гравис, која е првите 24 часа. Така. Во сите овие одредени ситуации, значи постојат постапки, протоколи и начин на делување према овие сите ситуации што ги спомнавме. Професоре, кога некој ќе излезе од болница со здраво бебе и потоа жолтицата ќе се јави во домашни услови, како да препознаат дека бебето има проблем со ваква физиолошка неонатална жолтица? Како изгледа бебето? Мора ли да е силно пребојувањето? Може ли да биде само поспано бебето и да не сака да цица? Вака, во принцип, значи детекција на жолтица треба да биде на природна светлина. Значи тогаш се гледа подобро. Значи тоа во принцип. Но во болнички установи, да кажам, во клинички установи, во сите болници, тоа има објективна, значи со инспекција, и нормално лабораториската. Значи тоа се подкрепува со било
каков лабораториски наод или транскутано мерење на билирубинот. Меѓутоа, за таа жолтица што викате вие, веćinom е лактацист, значи доенечка. Зошто се случува да имаме доенечка жолтица? Тоа се случува заради тоа што во мајчиното млеко имаме одредени ензими кои го инхибираат или го спречуваат конјугацијата на тој слободен билирубин, значи во циркулацијата. Така да во светот уште постојат два става. Едниот е во тие случаи што да се направи, да се прекине доењето, и по нашата пракса, по нашата, долгогодишна пракса во установата, би било многу добро да имаме еден прекин 3 до 5 дена со мајчиното млеко, значи 3 до 5 дена да се иде на формула, на било која формула, со крајна цел да се и таа, многу ова латентна форма на жолтица и таа да помине. Меѓутоа, во светот има и други размислувања дека не треба да се прекине доењето, да се продолжи покрај тоа што имаме жолтица, која во веćinom не е патолошка и не создава никакви проблеми. Меѓутоа, треба да се истакне, значи треба да се става акцент на патолошката жолтица, која прочем знае да дава некогаш многу тешки проблеми кај новороденото, некогаш и исходот да биде не баш како што треба. Ќе се задржиме и на патолошката, онаа која што споменавте дека е ризична за начинот на лекување, но уште малку прашања имам поврзани со физиолошката жолтица, бидејќи има многу родители со мали бебиња кои што се соочуваат со ваков проблем, понекогаш велат и доколку бебето не прима доволно течност, значи не цица доволно, може да дојде до појава на неонатална жолтица. Па сега како физиолошка, како сега родителите да знаат дали бебето всушност испило доволно млеко или не кога дојат? Тоа баш не е лесно да се процени. Треба да го мерат ли после подој, да бројат мокри пелени? Што може да направат? Има еден проблем, во клиничката пракса. Нормално што порано во споставување на доење е подобро. Сега сме сведоци дека породувањата се ги надминале над 50% со царски рез, со секс од цезареа, така да во тие случаеви е малце потешко во споставување на рано доење. Значи, така, бидејќи препораките се веднаш бебето да се стави на дојка да се намали ризикото да се физиолошка жолтица. Така. Препораките се дека веднаш треба да се воспостави слободното доење. Меѓутоа, праксата покажува нешто друго. Праксата покажува дека првите 24 часа нормално мајката е оперирана, не е во кондиција, не е во состојба. Она прво се бори за самата себе, а за бебето во првиот ден, вториот ден нема баш не може да се посвети толку за да се воспостави веднаш доењето. Па најчесто и тие жени немаат веднаш млеко. Немаат млеко, меѓутоа тука е баш тоа во проценти, значи кај тие новородени се појавува неонаталната жолтица. Спомнав од почетокот дека во прематуритет, значи кај новородени породени пред време, таму е 70%. Меѓутоа, кај тие термински, значи доносени новородени, тука бројката изнесува до 50%, што ги опфаќа со тоа што веćinom, значи, поминуваат во една многу блага форма на жолтица. Нормално, најдобро пожелно е, значи, воспоставување на рано доење, значи, природната исхрана кај новородени е многу битно. Значи тука има еден момент што првиот и вториот ден кај овие жени, кај овие мајки породени со царски рез, значи тука е проблем што не е возможно практички покрај инсистирање, покрај објаснувања, мислим овде ова представува одреден проблем. Така да ова не значи дека
кај сите тие новородени имаме жолтица, меѓутоа тука е еден проблем. Така да ние се обидуваме секојдневно и на овие мајки што се породени со секција од цезарија, со царски рез, да се воспостави доењето. Меѓутоа се знае, значи по протокол дека сите новородени од својата родилна тежина губат скоро 10% од својата родилна тежина. Да кажам, ако едно новородено породено 3 кила, по автоматизам до третиот, четвртиот ден, тоа новородено ќе губи околу 300 грама, што е физиолошки пат, меѓутоа тој физиолошки пат нормално дека во друга страна делува негативно кај новороденото, со создавање на жолтица и одредени други проблеми. Што е со оние бебиња што се хранат со адаптирана формула и неколку дена по испуштањето од болница развијат физиолошка жолтица? Кај нив треба ли да се зголеми внесот на течности? Во принцип внесот на течности, значи, се води по килограм телесна тежина. Меѓутоа кај новородени хранети со адаптирано млеко, многу ретко имаме појава на физиолошка жолтица. Значи многу ретко. За разлика од тие што се со слободно или со мајчино млеко. Меѓутоа светски став, значи е дека мајчиното млеко е незаменливо. Значи ние не можеме да зборуваме за менување на мајчиното млеко. Значи во тоа во никој случај. Инсистирање бескрајно на целиот персонал, на сите здравствени работници, значи тие што се бават со новородени, треба да биде во смер на зајакнување на слободното или на мајчиното млеко. Покрај тоа што се јавува проблемот се јавува доенечка, ова неонаталната жолтица, сепак треба да инсистираме на другите придобивки на мајчиното млеко, како што се хигиената, имунитетот, финансискиот аспект и така натаму, така за придобивки, бројни придобивки. Бројни се, така да. Меѓутоа жолтицата не треба да е некоја пречка да се инсистира на адаптирано млеко. Професоре, порано старите луѓе верувале дека доколку бебето се изложи на сончева светлина, ќе се намали овој проблем. Дали на вистина сонцето има ваков ефект, како фототерапијата, и постои ли некаков ризик од директно изложување на новороденча на сонце, на сончевите зраци? Така. Тоа е една алтернативна медицина која, да кажам, и во клиничката пракса, значи лекување или третирање на новородени со жолтица се прави со фототерапија. На некој начин фототерапијата е едно зрачење преку кожа, значи рековме дека кожата е најголемиот орган во организмот, така да преку фототерапија или зрачење со ултравиолетови зраци, со која треба да се припази должината на поставување на лампи, време траењето на фототерапијата и така натаму, сепак фототерапијата останува значи златен стандард на лекување на жолтица. Да кажам, во историјата немало фототерапија. Историјата на фототерапија почнува од 53-та година, значи како, да кажам, како медицински инструмент за лекување на жолтица, меѓутоа низ историјата немало апарат, значи немало фототерапија и алтернативната медицина го правела своето. Значи сепак со изложување на новороденчињата во сонце давало некој резултат, значи со тоа што не е мерено билирубинот, меѓутоа клинички имало повлекување на жолтата боја на новороденот. Така да и низ историјата имало некој, да кажам, некоја алтернатива, меѓутоа во денешното време фототерапијата останува, значи златниот стандард на лекување на тие жолтици кај кои имаме индикација за почнување на одредена терапија. Така, значи не секоја новороденечка жолтица бара фототерапија? Тие што се нарекуваат физиолошки, каде што вредноста на билирубин, серумскиот билирубин, не е над 200 милимол на литар, значи таму не треба
А 200 е Над покачено 200 ниво, така? Над 200, значи треба да се почне. Но до 200 По 200, значи таа жолтица чека со да тек сама на се денови повлече. ќе се повлекува, меѓутоа треба време од најмалку 10 до 15 дена. Значи една физиолошка неонатална жолтица треба скоро 1, 2 до 3 недели скроз, значи во целина да се повлекува, значи жолтата боја. Меѓутоа во клинички услови ние не смеме да дозволиме, значи само со инспекција, значи само врз база на пребојувањето на кожата да го следиме новородено. Така. Сепак таму се одредуваат вредностите на билирубинот и према тоа се постапува. Во денешното време, покрај серумското мерење на билирубинот, многу значи создадени се услови, значи и мерење на билирубин транскутано, значи без боцкање кај новородените, значи постои еден апарат, тоа се вика биличек или билирубинометар, каде што се одредува вредноста на билирубинот без боцкање. Значи и тој е еден многу добар клинички апарат или инструмент каде што се одредува вредноста на билирубинот и према тоа се постапува, значи натаму со текот на лекувањето на жолтицата. Така, на малиот пациент. Тука, докторе, ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Останете на Телма почитување. Продолжуваме со магазинот за родителство за практично родителство. Гостин во студиото ни е професор доктор Сани Бајрами, педијатар од клиничката болница Тетово од одделот за неонатологија. Денеска зборуваме за жолтицата што се јавува кај бебињата, за онаа незаразна жолтица, која што е чест проблем во доеничката возраст, некогаш е физиолошки проблем, некогаш е патолошки. Професорот веќе направи дистинкција помеѓу овие две состојби, а во продолжение на емисијата ќе ви појасниме како може да се лекува и после колку време ќе се јават првите резултати од лекувањето. Од овој момент, почитувани, ќе бидат отворени телефонските линии и ќе можете да поставите прашање на денешната тема на телефонскиот број 02-3076-677, секако прашањата да бидат во контекст на темата на која што зборуваме. Споменавте дека златен стандард за лекување на жолтица кај бебињата, кај оние кај кои што билирубинот е над 200, како што споменавте, милимоли на литар, е фототерапијата. Дали е таа безбедна? Може ли да се јават некакви проблеми? Зошто на бебињата им се покриваат очињата или не им се покриваат веќе? Да. Значи, рековме дека диагностицирањето на жолтицата покрај клиничкиот аспект се приклучува и лабораториската, да кажам, анализа од било која форма да е. Ако ги имаме тие покачени вредности, значи тогаш се одлучува за терапија. Основно, значи останува, значи фототерапијата. Ризиците од фототерапија, значи сега се толку минимални, тие се незначајни. Значи не можеме да кажеме дека не треба фототерапија, дека има некои нус ефекти. Единствениот што е нус ефект, значи очите. И ден денеска, значи, се покриваат многу добро очите за цело време на изложување на новороденото на фототерапијата. Меѓутоа, значи дистанца меѓу зраците ултравиолетовите зраци и новороденото треба да не биде помалку од 60 сантима и во тој случај немаме никаков нус ефект, значи никаков ризичен ефект на фототерапијата врз новороденото. Нормално, ако новороденото се изложува многу долго на фототерапија, се случува во одредени случаи да имаме една лесна дехидрација, значи еден лесен губиток на течности, кои ги надокнадуваме со интравенозна рехидрација, значи со 5% на глукоза, или со форсирана, значи исрана. Значи мајчиното плюс со адаптирано, така да не оставаме простор кај тие новородени да имаме губиток, значи премногу губиток на течности од фототерапијата. Може ли да се промени во столицата кај бебето? Може да се промени, да имаме потечна и почеста столица, меѓутоа
ние тоа го посматраме, значи го обсервираме во текот за цело време на изложување на фототерапија. Сега во поновите протоколи, изложувањето на новороденото на фототерапија е во дисконтинуирана форма. Што тоа значи? Тоа значи дека на времето било изложување 24 часа без прекин. Сега, значи, последните резултати на светско ниво покажале дека и 12 часовно изложување на фототерапија е исто, значи еквивалентно на 24 часовно изложување на фототерапија. И со тоа автоматски се намалуваат негативните или нус ефектите на фототерапијата. Така да веćinom, значи фототерапијата не можеме да кажеме дека има значајни негативни ефекти врз новороденото. Предпоставам дека родителите во тие моменти прашуваат: докторе, со колку терапии, односно со колку времено зрачење, односно колку дневно зрачење, со колку дневна фототерапија ќе има резултат кај бебето. Можете ли да процените? Нормално, значи, клиничката процена со лабораториската, значи иде, значи покачувањето на вредноста на билирубинот. Има еден свој максимум, значи има своја една курба, значи на највисоко ниво и после полека, значи со тек на денови почнува да паѓа. Кога ние го имаме тој, значи пикот кога го стигна максималното ниво, значи нормално со секојдневните следења на мерењата на билирубинот, значи имаме податок дека билирубинот веќе почнува да паѓа, тогаш сме сигурни дека фототерапијата дава одреден позитивен резултат. Меѓутоа, кај состојби каде што билирубинот е многу висок, над 500 милимоли на литар, тогаш имаме одреден ризик кај новороденото за акутни, значи компликации акутни што се, тоа ние го нарекуваме како керниктерус, тоа е оштетување на нервен систем, односно жолто пребојување на нервните ганглии кои можат да дават акутно влошување на состојбата и да заврши лошо новороденото и може да дава, значи покасни, да кажам, компликации или последици во вид на застој на психомоторниот развој на детето. Така да, во тие ситуации, кога вредноста на билирубинот е многу висока, надминува над 500, тогаш има други методи, како што е ексангвино трансфузија. Тоа значи дека циркулација, значи треба да се отстрани од циркулацијата. Значи на новороденото преку апарат, значи преку систем се отстранува, се чисти, така да се изразам многу просто, се чисти од многу високи вредности на билирубин и истиот се враќа во циркулација кај новороденото. Меѓутоа, тие се малку поретки ситуации, меѓутоа, тие се ситуации каде што треба многу внимателно и каде што последиците кај новороденото можат да бидат многу сериозни во понатамошниот тек, значи во развојот, во психомоторниот развој, кој натаму се проценуваат во одредени периоди, да кажам на 6, на 12 месеци и така натаму. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност со неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Ево уште една можност за гледачот да се вклучи, бидејќи малку почека, ја да се извинам. Добар ден. Добив знак дека се уште е тука гледачот. Ево уште една можност. Добар ден. Нека се јави подоцна на 02307667 и се надевам дека успешно ќе може да се вклучи во денешната емисија и да го постави своето прашање поврзано со неонаталната жолтица, односно жолтицата што се јавува кај бебињата. Обично оние деца, оние бебиња кои што се подложени на фототерапија, откако ќе бидат испуштени дома, колку често е потребно да доаѓаат на контроли? Може ли повторно да се врати проблемот? Иначе ние во пракса, ако имаме тренд, значи
на паѓање на вредноста на билирубинот, и ако тоа се значи и со клиничкиот аспект, значи тогаш ние прочем по протокол сите новородени, породени кај нас, после една недела доаѓаат на контрола, значи значи за еден рутински преглед да се види исхраната, да се види развојот, да се види текот, све. Меѓутоа кај тие деца што биле изложени на фототерапија, поготово кај тие што биле со многу високи вредности на билирубин, кај тие се прави после 10 дена една контролна анализа на билирубинот и по тој систем значи се продолжува понатамошното следење на матичен педијатар и така натаму. Може да имаат повторување на проблемот? Не може да се јави? Не може да има. Значи, ако веќе новороденото било со жолтица, да кажам во првата недела, можноста да истото новородено развие понатаму жолтица, мислим, е скоро нула. Значи, а што е со оние деца што имаат, со оние бебиња што имаат продолжена жолтица? Што советувате кај нив? Доколку трае проблемот 2-3 месеца? Со тие деца што имаат значи иктерус пролонгата или продолжена жолтица, тие деца нормално, зашто жолтицата една од своите нус ефекти, значи една од своите мајорни, да кажам, симптоми го дава, значи летаргија, значи поспаност. Послабо цицање, поспаност, така да кај нив, ако вредностите не се многу високи, се следи, значи, напредокот во телесната тежина. Тоа е многу битно. Како родителите да ги разбудат и да ги нахранат кога тие заспиваат на дојка? Треба да се цицнат и ќе изгубат интерес. Поготово преку ден. Ќе се изморат. Преку ден треба новороденото треба да се буди, да се дои. Преку ноќ и не мора на 3 сата, меѓутоа преку ден тоа мора. Значи мајката е должна својата обврска према новороденото да го направи, мислим, без никакво одложување. Значи нормално по протокол новороденото треба да се дои на 3 сата. Ако се дои, мислим, ако мајката има доволно млеко и ако детето има доволно јаки рефлекси за цицање, ако е здраво, онда на 3 сата. Меѓутоа има новородени што треба да се дојат, значи, почесто и помалку. Тоа не значи дека е нешто, да кажам, некој посебен третман, меѓутоа има деца што има таков метаболизам, почесто, помалку, не е ни тоа никаков проблем. Меѓутоа, мајката е должна да го буди детето, поготово преку ден, за да го дои, да новороденото преку доењето ги прима сите тие потребни елементи што ги содржи млекото и со тоа и водата. Значи, пошто млекото содржи околу 70%, значи, вода. Значи, вода која за новороденото е многу битно и многу потребно. Повторно добив знак дека имаме гледач, се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучи во програма. Добар ден. Елеа Дуаншум. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Поздравувам принцот на педиатри, доктор Сани, најдобриот, храбриот родител, доктор Све Богуче. Го поздравува Рони и Леа. Благодарам. Многу голем поздрав до моите пријатели, зашто децата се мои пријатели. Па така, секогаш, секако. Фала многу. Ви благодарам за вклучувањето и за споделувањето на комплиментот кон професорот кој што денеска е со нас во студиото. Верувам дека ова е најубавиот момент, професоре, кога родителите се презадоволни од она што го добиле од вас како грижа. Така, сите деца здравствена кон нивното бебе. Сите деца ми се најблиски пријатели. Така поголема радост од кога ги гледаш децата на улица, надвор, здрави кога се, поготово, од тоа нема. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве мула ме интересира, поздрав до вас и до докторот, нешто околу жолтицата. Керка ме кога се роди, кога беше бебенце, доби жолтица во болницата.
Останавме ние 10 дена во болницата со некоја инфузија, не знам како беше тоа. Прашањето ми е, дали може да таа жолтица од родено бебе да остави психичка последица, нешто околу мозокот во понатамошниот живот, да речеме и во возрастни години или било како? Имате ли информација колкава количина на билирубин имала вашата ќерка, се сеќавате ли? Па не знам, тоа беше пред 37 години беше. Така. Не знам, него општо дали остава некоја последица на нервниот систем. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професор. Благодарам за прашањето на госпоđата. Меѓутоа, кој е 35 годишно до сега е, мислим, здраво, право, никакви последици не остава. Така. Никакви, само, значи, тоа што го рековме, исклучителни ситуации, керниктерусот, тоа е ретка појава, не е дека е многу честа, ретка, меѓутоа исто така многу ретко може да заврши исходот да биде лош. Меѓутоа тие се многу ретки ситуации. Сега скоро во сите болници постојат толку многу услови за мерење и за третирање на жолтицата. Мислим, нема простор за загрижување на сите мајки. Мислим, нема никаков простор. Мислим, сега тоа е големата грижа на сите родители, да не остави жолтицата никаква последица по здравието. Не остава, значи не остава. Сега во дневна основа сите новородени се следат. Во дневна основа, како што ние, да кажам, сме набавиле апарат за мерење на билирубин, така имат и многу скоро сите други болници што е мерење на билирубинот без боцкање, без траума на новороденото. Кој е едно од, да кажам, од многу олеснителни, да го наречам, инструмент или апарат за секојдневната работа. Не се остава ниту едно новородено, па макар и да се сомневаме на жолта пребоеност. Ме разбирате? Така да и со тој апарат, и со серумското мерење, пошто, да кажам, серумското мерење, земање на крв од вена кај новороден е малце потрауматично. Ние знаеме и така е во светски, мислим, во сите светски размери. Бебето не сака многу траума. Што помалку, толку подобро. Така да нема никаков простор за грижа. Значи, сега во дневна основа, кај сите сомнителни новородени, се мери неколку пати билирубинот. Третирањето на иктерот, значи на жолтицата, се прави перфектно. Значи, многу ретки случаи се тие каде што тој, да кажам, висок билирубин би направил проблем во покасните периоди на развојот на детето проблеми. Значи, тоа се, да кажам, статистички више станале незначајни. Меѓутоа, жолтицата е една од многу честите појави, да кажам, многу честите диагнози во сите породилишта и кај нас и било каде во светот. Доколку некој новороденче има билирубини во серумот на крвта над 200 милимоли на литар, веднаш ли ги задржувате во болница? Препорачувате ли да останат и понатаму во породилиштето доколку трае фототерапијата? Добив знак дека имаме гледача, потоа ќе продолжиме со моето прашање да дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ме интересира за жолтицава. Син ми е сега 50 годишен. Меѓутоа, роден е 1971 година, на 18 декември, значи пред крај на годината, и тогаш ме задржа во болница со детето 10 дена. А ќерка ми кога се роди само 5 дена. Кога еден ден ми го донесоа, првите таму денови, ми го донесоа да го дојам, а веднаш сестрата само што го донесе, појде до некаде, се врати, ми го зема без никакво објаснување и го однесе. После тоа ми го врати синот. Не, ја прашав, зашто го зема, ништо таа не ми објасни и никој ништо не ми објасни. Меѓутоа, после 10 дена ми испушти од болница и после доста години кога се прави крвна слика, нели,
мериме и билирубинот. Билирубинот му е покачен. Одеше едно време на клиника. Вие се сомневате дека може би неонаталната жолтица оставила последици, ако не се лажам. Тоа ви е прашањето дали може да остави последици во текот на животот. Вашиот син еве сега после 30-40 години да има покачен билирубин. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за прашањето. Ви интересно прашање. Професоре, може ли ова да се случи? Некој што имал овој случај новородинечка жолтица? Единствено ако е следено на интерна клиника, единствено сомнение што може да е, постојат некои ретки ензимски генетски проблеми, кај кои што таа конјугација, значи тоа врзување на билирубинот, значи тие недостасуваат тие ензими за конјугација, кои се ретки ензимопатии. Значи кај тоа, значи во теоријата тоа е единствената можност. Меѓутоа, ако функционира црниот дроб, хепарот, ако се трансаминазите уредни, дуктус, жолчното кесе, све уредно, онда тогаш нема никаков простор за загрижување. Ама единствена, теоретски што може да тие ретки ензимопатии кај возрастни може да бидат причина за оваа состојба. Касна, значи во тие години, ако жолтицата се појавила сега. Меѓутоа невозможно е од период на породување до сега, толку долго не може да трае жолтица. Професоре, еве сега ќе се навратам на прашањето што пред малку ви го поставив, доколку кај некоја бебе се утврди ниво на билирубин што бара третирање со фототерапија, што им советувате на родителите да останат во болница со новороденчето или пак да заминат дома па да доаѓаат на фототерапија? Нормално кај тие деца што имат покачени вредности на билирубин не се испишуваат, значи тие остануваат. Тие остануваат, тие се кај нив се продолжува терапијата, значи тие не се испишуваат. Не се испишуваат до моментот кога се утврди дека вредноста на билирубин не е нормализирана. Почнува да паѓа. Пошто време на значи тотална нормализација е од 10 до 15 дена, така да ние не го задржуваме 15 дена во болница. Меѓутоа, кога имаме тренд на паѓање на вредноста на билирубин, тогаш го испишуваме. И тогаш секојдневно мерите? Сега меримо секојдневно. Го испишуваме. Добра. Значи, ако текот е имаме тек надолен тек, и ако детето воспоставувало доење и се испишува мајката со препораки и нормално следење, контрола за една недела, па за 2 недели и така натаму. Гледач, имаме повторно со негово прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. До гостина и до водителката. Благодарам. Јас имам син 44 години и ќерка 35 години. Не прележале во болница кога се родиле од жолтица. Дали треба секој бебе да прележи жолтица? Добро, ви благодарам за вклучувањето. Во емисија гледачката очигледно малку подоцна се вклучила во програма. Дали секој бебе треба да прележи? Зошто тоа не се случува кај секој бебе? Благодарам на прашањето на госпожата. Не секој дете треба да прележи жолтица. Значи, рековме, околу 50% од сите новородени, од терминските родени, од термински, и околу 70% од прематурните. Значи, од недоносени новородени. Професоре, се случува кај оние што се родени со помална родилна тежина, под 2,5 килограми, почесто да се јавува проблемот? Имаме одредена група што го викаме СГА или ИУГР, тоа значи родени во термин, но со ниска тежина или intrauterine growth retardation, тоа ИУГР, и кај нив исто така, значи процентот на прележување на жолтица е повисок. Значи тоа иако е терминско доносено новороден, меѓутоа е СГА или ИУГР, значи дете родено во термин, но со помала тежина, и тие новородени се изложени, значи се, да кажам, статистички во таа бројка што може да прележуваат неонатална жолтица.
И моето последно прашање сосема накратко, оние бебиња што по испуштањето во болницата ќе добијат физиолошка жолтица, за која што детално зборувавте денеска во емисијата, колку често треба да се јавуваат на контролни прегледи кај нивниот педијатар, дали кај нив треба редовно да се испитува нивото на билирубин во крвта? Во принцип, значи тука зборуваме за лактацијската. За лактацијската кај бебињата што цицаат. Кај нив нема значи простор за никаква грижа. Само следење на тежината, ако напредува, значи ако имаме напредок на телесната тежина, тука нема никаков простор за грижа. Значи немаме никаков простор. Тоа се преку контрола, преку аспектот на новороденото и нормално не треба толку многу новороденото да се травматизира со постојани лабораториски исследувања. Значи тука нема никаков простор за грижа. Јас ви благодарам. Ако детето новороденото напредува нормално, тогаш нема никаков простор за грижа. Мајката треба да е свесна дека треба повише да работи со новороденото, да се посвети малку повише и до крај на месецот, значи бебето ќе биде скроз обедено со напредната тежина и без никаков понатамошен проблем. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување и за деталното појаснување поврзано со жолницата што се јавува кај бебињата. Благодарам и вам за поканата уште еднаш. Почитувани професор доктор Сани Бајрами, педијатар од клиничката болница Тетово од оделот за неонатологија, беше денешниот гостин во студиото на Телма. Со него зборувавме за оној чест проблем што се јавува кај новороденчињата, жолтицата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете во добро здравје и гледајте го магазинот за родителство 0+ месеци секој понеделник во 13:45. До гледање.